Бугарско знаме на споменикот на Гоце Делчев, отворање на клуб со имена познат соработник на фашистите, негирање на јазикот и идентитетот. Не се доволна причина за Македонија да реагира. И свиркувањето на бугарската химна пак предизвика брза осуда од министерот за надворешни работи Бујар Османи и премиерот Димитар Ковачевски. Злоупотребата на овие настани за ширење на омраза и нетрпеливост представуваат суштинска спротивност на нивната основна замисла. Македонија и Бугарија и воиднина ќе продолжат активно да работат на унапредување на меѓусебните односи, како земји сојузнички во НАТО, идни партнери во Европската унија и пред се добри соседи. Првиот човек на македонската влада кој го гледаше над преварот на Скопскиот стадион со негови сопартици, тврди дека Македонија реагирала и за бугарските провокации, не само за македонските. Не е точно дека не сме реагирали, ние секогаш реагираме кога има дејства кои што нарушуваат углед по било кој основ. Вчера Министерството реагираше, исто така реагиравме и при една друга утакмица во која што игра репрезентациите. Меѓутоа сепак сметам дека најдобар начин да се навива е да се бодри сопствениот тим и да се почитуваат противниците. Тоа важи за нас секако, меѓутоа важи секако и за нашите противници. Фактите по се изгледа го демантираат премиерот. Молкот е главниот адут во гардот на МНР. Оттаму не реагираа ниту за Сдруженијето во Охрид Цар Борис III, ниту пак за бугарската пропаганда на каналот БНТ4 кој зрачи во Македонија, а се пласира програма со преиначена историја, се негира постоењето на македонскиот народ, се преименуваат македонските градови. Министерството за надворешни работи не препозна причина за низа политички провокации, па на официјална Софија и возвраќа со смирувачки тонови за да не се нарушат добрососедските односи. Различните историски интерпретации не смееме да ги ставиме под говор на омраза. Под говор на омраза јасно кажува нашето законодавство што е омаловажување поради карактеристики на човек или припадност во група. Алфа веќе 3 дена чека одговори од МНР. Зошто молчат на бугарската пропаганда која се шири и на социјалните мрежи? Дали воопшто македонската дипломатија ќе реагира за Facebook страниците, каде се шири говор на омраза кон македонците, се негира македонскиот јазик, а за бугарските активисти кои се дел од оваа мрежа, македонскиот народ постоел благодарение на бугарите. На страниците како Македонија е бугарска, редовно се негира се што е македонско, се пропагира дека македонскиот јазик бил создаден во поранешна Југославија, а македонската историја била фалсификат.